Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно моје видео. Ова видео го посветувам на вас, односно одговарам на вашите прашања, но пред да почнем со одговори на прашањата, да одиме да си направиме една салата од само никнати диви растенија. Па се враќаме назад да ви одговорам на прашањата. Дојде пролет, изникна секакви растенија, растенија кои што се јадат, растенија кои што ни го подобруваат здравјето и растенија кои што ни го прочистуваат телото. Па ајде да си собереме некои такви растенија, да видите јас што јадам најчесто, од што правам салата, да припремиме една убава салата од диви само никнати растенија и потоа одиме во кукичката да си седнеме, да си каснеме салата и да ви одговорам на прашањата кои што вие ми ги поставивте, дали во коментар, дали во објавата која што ја напишав. Па така добив интересни прашања, се надевам ќе има интересни одговори, но прво да си собереме некое растение и да си направиме една убава салатичка. Прво што ќе собирам е моето омилено, а тоа е дивиот кромит. Ајде почињаме со него и ќе видите што се јас јадам и од што се можете и вие да си направите салатичка. Прекрасната љубичица, без која ни една салата не може. Значи, следно ми останува да се исецкам салатата. И тоа е тоа. На здравје нека ни е. Па да почнеме со прашањата. Прво прашање од Лина ВС3СЈ. Каков совет има за млади луѓе кои не се пронаоѓаат во модерното општество, тоест не можат да сватат многу работи? Па, убаво го кажа модерно општество. Модерното општество, за жал, во кое што ние се раѓаме, нуди само една опција, односно не учи само како да работиме во исто тоа општество. Она го нарекува така наречено допринесување, меѓутоа тоа е експлоатирање на нашиот неограничен потенцијал. Така да, ако не се пронаоѓате во ова општество, кое што нуди само една опција реално да работите, да одите на одмор, па да работите, па да одите на одмор, па да работите, па ќе ви даде еден одмор мал и така цел живот да го поминете, ќе ви даде после да одмарате во пензија, меѓутоа тогаш е касно. Што ќе ви е тогаш одмор? Себе боли, апчиње, не можете да движите. И накратко тоа е модерното општество, тоа го нуди.
и ако не ви се допаѓа тоа, ќе си го смените. Ќе си испаднете од тоа општество и ќе си создадете свое општество според вашите размислувања, вашите желби и вашите потреби. Затоа што верувајте дека деновите се кратки и мојот совет е тоа, значи ќе го напуштите тоа општество, ќе си создадете свое поубаво општество. После имам прашање зошто и како се одлучи да живееш ваков живот од МД Друмер 8297. Значи, за тоа многу пати сум зборувал зашто сум се одлучил. Генерално нема една работа, да речем ова не ми се свиѓа и се одлучувам. Тоа е склоп на работи уште од мал, кои што ги согледував дека не се добри во општеството, или тоа е жар кој што тлееше во мене и во еден момент си реков ајде да видам што има друго на овој свет. Ги видов сите тие неправди со кои сме обкружени. Го видов сето тоа што се случува, тоа лудило. И едноставно тоа ме натера да пробам да истражам, да видам што има нешто друго или да пробам некој друг начин на живот. Ми се допадна тој начин на живот и си останав да си живеам така. Тоа е тоа. Од Александар Тасевски 3312 имам ке правиме ли работилница летово? Па во план ми е да правам работилница, меѓутоа ќе ми треба време затоа што имам кучиња, имам имот, пробувам да снимам, истражувам, така да се надевам дека ќе смогнам сили да направам работилница. Сега ќе направам работилница, само дали ќе биде на почеток на летото, дали ќе бидат повеќе, ќе зависи од сите тие околности, меѓутоа да, ќе направиме некоја работилница ова лето. После имам тука барања да истражувам некои места кои што се супер. Ево имам близу Струмица се наоѓа водоча манастир со комплекс на долги и поврзани подземни ходници. Од Верица Гацевич 2447. Значи ми препорачува да го истражам водоче манастирот, супер. Потоа имам од Али Стардоевски 5313 да ја снимам сечата на левата страна од Јакупица од село Мелница, да видат луѓето каква катастрофа е направена таму и дали има закон да се стопира таквото нешто нормално. Само да се дигне народот, не може иначе ништо. Поздрав. Се согласувам со Алил дека шумата се уништува. Јас имам снимано и видеа за тоа, дека во Македонија имаше 67% на шума, сега има нешто околу 20% или 22%. Меѓутоа, ја верувам дека е под 20% на шума и тоа само во последните 30 години е тој број намален и прашањето околу шумите е болно. Јас почнав некој проект Вечна шума, меѓутоа тоа ми беше идеја да се купи огромна количина на земја во центарот на Македонија, да се пошуми и да се остава во аманет нивните генерации, односно никогаш да не се сече, да биде приватна и, како што кажува самиот наслов, да направиме вечна шума во Македонија. Меѓутоа, здравје Боже, се надевам и тоа ќе успеам да го реализирам. И немам што повеќе да кажам. Треба да се бориме за воздухот, секако. Ако сум во можност, ќе отидам, ќе ја снимам, затоа што јас, за жал, немам превоз, одам пешки, кај што има јавен превоз, одам автостоп. Така функционирам и малце ми е потешко да одам на тие места без превоз и слично, меѓутоа, ако даде Бог, ако испадне нешто, ќе отидам, ќе снимам, па ќе пробаме да кренеме свеста и за тоа. Од Black Velvet 446 имам, дали си видел необични ентитети во тивката шумска ноќ? Нешто како самовили, духови и слично. Па, да бидам искрен, не сум видел. Иако пред многу години јас истражував за самовили,
и во близината на едно село, Голозинци се вика, истражував една така наречена самовилска тврдина. А самовилски тврдини се места, тоа се како мали ричиња на кои што има едно дрво и се верува дека тоа е влезот во светот на самовилите или во подземниот свет. Па јас така истражував една таква самовилска тврдина и решив да останам покрај неа и во текот на вечерта. Беше лето, беше топло, имав се што ми треба и се решив да останам да видам што ќе се случи, дали нешто ќе испадне, дали нешто ќе влезе во тоа риче, како што кажуваат приказните. Меѓутоа, само што се стемни, јас почувствував некоја енергија, како знаете, како нешто да има, нешто да ве гледа, или беше самиот страв во мене, затоа што стана многу темно, јас сум во шума и малку ме фати паника и на брзина собрав што можев да соберам и си тргнав низ шумата по патот земениот назад. Брзо така си отидов и се вратив назад на мојот имот и со велината видов дека некои работи сум ги заборавил таму и веќе беше ден, отидов пак на кај тоа место и јас имав заборавено радио и имав заборавено едно огледалце. Огледалото го носев затоа што се кажува дека самовилата не се гледа директно, а можеш да видиш преку огледало, затоа што ако ја гледаш директно, може и да се разболиш. Такви кажувања се, па јас затоа носев стакленце и си носев радио во кое што имаше рачка за да се врти, да свети и да си слуша музика, нели? Ова беше можеби пред 15 на години, така да телефоните не беа толку развиени и не беа толку лесно достапни. Носев радио и ми вредеше тоа радио и се решив да се вратам и кога се вратив на местото, радиото беше скршено, а стаклото беше исто така на делови искршено. И од сите случаи што ги имам, таа ми е една од тие кои што највеќе ми останала во сеќавање, поради тоа што го осетив и кога се вратив, работите што ги заборавив беа искршени. Немам објаснување за тоа, иначе сум истражувал многу за самовилите низ Македонија и можем да кажем дека ова подрачје е можеби едно од најбогатите со тие кажувања и со тие видувања за самовили. Меѓутоа, јас не се откажувам од тоа истражување, ќе продолжам да истражувам и се надевам дека ќе успеам и да видам или да снимам некоја самовила и да дознам секако повеќе за тие мистични суштества или енергии. Толку од прашањата, доколку имав и во коментари некои прашања, меѓутоа не можев да ги најдам многу коментари, меѓутоа поставувајте слободно прашања. Јас кога ќе се соберат доволен број на прашања, ќе снимам видео, па ќе ви одговорам, за да не се мачам, нели, да куцам, затоа што не можам преку порака да ви одговорам како што можам на овој начин. Па, тоа за оваа видео го завршувам. Се надевам бевте задоволни од одговорите. Ви благодарам за поддршката, за претплатата. Бројот на членови ми се зголемува и за тоа сум благодарен. Па, продолжете така, поддржувајте ме, а јас ќе се трудам да ја оправдам таа ваша поддршка. Ви благодарам уште еднаш што бевте со мене. Се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро и се гледаме.